На 22 декември 1908 година во Велес е роден Кочо Рацин, македонски поет и револуционер, еден од основоположниците на современата македонска литература. Во 1939 година во Загреб ја отпечати познатата стихозбирка Бели мугри, која представува вреден израз на стремежите на македонскиот народ и дефинитивно утврдување на македонскиот јазик како и афирмација на македонската национална култура. Загина во несреќен и нејасен случај во местноста Лопушник во близина на партизанската печатница во Кичевско на 13 јуни 1943 година. Беше тоа на 22 декември 1940 година, кога е роден Георги Ајановски, македонски прозаист и писател за деца. Тој бил евакуиран од Грција во Народна република Југославија на 8 годишна возраст. Дипломирал новинарство во Скопје. Од 1962 до 1997 година работел во новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија како новинар и уредник на рубриката во вечер, а потоа и како главен и одговорен уредник на весникот Нова Македонија, постојан дописник на Нова Македонија од Москва, основач и директор на Денес и на весникот Македонија Денес. Автор е на публицистичките трудови при издавањето на Македонија, Сибирски години Елена Галкина Краснаја и на монографијата за Мирка Гинова, како и на книгите Вани и Вани, втор дел. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1974 година. Добитник е на наградата Крсте Мисирков и наградата за животно дело во новинарството. На 22 декември 1943 година се одржа првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. Одлуките на овој конгрес има за цел да ја засилат борбата против окупаторот, да се ангажира младината во создавањето на народната власт, да работи на културно-просветното поле и друго. Беше тоа на 22 декември 1995 година, кога Македонија и Европската Унија воспоставија дипломатски односи. На 22 декември 1999 година во Софија премиерите на Република Македонија и Република Бугарија, Љупчо Ѓорѓиевски и Иван Костов, потпишаа декларација за пријателство и соработка. Декларацијата требаше да биде решение за така наречениот јазичен спор. Имено, за Софија стандардно македонците се бугари, а македонскиот јазик го смета за дијалект на бугарскиот јазик. Беше тоа на 22 декември 1999 година, кога е основана Либералната партија на Македонија. На 22 декември 2008 година Љубомир Фрчковски е осуден за клевета, навреда и омаловажување на Никола Груевски изнесени во колумна во весникот Дневник. Беше тоа на 22 декември 2018 година, кога во Велес беше свечено откриен споменикот на таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк, во паркот на пријателството на Велес со општина Каршијака, Република Турција.